Денешниот ден беше многу тежок за нас. На територијата на државата имаше 29 активни сериозни пожари, од нив се изгаснати 18 пожари, а за гасење не остануват уште 13 пожари. Дождот помогна да бидат совладани неколку пожари, како што се пожарите на планината Серта на територијата на општина Неготино, кај селото Калањево. Потоа дождот го изгасни и пожарот на територијата на општина Конче, но и големиот шумски пожар на територијата на Ново село на планината Огражден, близу границата со Бугарија. Исто така, дождот помогна да биде изгаснат и пожарот на планината Серта од страната на селото Драгоево, односно позади Драгоево, во насока на полигонот Криволак. За жал, се уште имаме активни жаришта на планината Серта, некаде на средината на планината, околу ловиштето, се уште имаме траги на горење. Рано наутро ќе се фокусираме на нив. Што се однесува до планот за утре, ни остануваат неколку сериозни пожари, како што се пожарите, како што веќе реков, ловиштето на планината Серта. Понатаму, што туку ми јавија дека пожарот кој што изби до Битола се движи кон планината Пелистер и представува голема закана за зимзелените дрва од планината Пелистер и нашиот фокус најверојатно ќе биде ставен овде. Исто така имаме сериозен пожар на територијата на Градско, на територијата на Росоман, Чашка, Подсолунска глава, за жал се уште активен, иако 2 дена действувавме врз него, како и пожарите на територијата на општина Зелениково и Студеничани. Денес имавме критична ситуација на територијата на општина Велес, кога пожарот се закануваше да дигне во воздух повеќе боци со газ. Благодарение на храбрите велешки пожарникари, линијата на огнот беше пресечена пред да дојдат леталата и пожарот беше ставен под контрола. Исто така имавме тежок пожар во близина на полигонот Криволак, но не се точни информациите кои што се проширија во дел од медиумите дека наводно пожарот зафатил магацини на армијата. Тоа апсолутно не е точно, магацините не се зафатени, немало никакви експлозии и тој пожар веќе не представува никаква опасност, иако се уште далеко од магацините може да се забележи чадење. Од прилика тоа се информациите за овој последен брифинг за денес. Доколку имаме нешто воредно денес, повторно ќе се јавам со видео изјава, а наредните информации ќе ги добиете утре, рано наутро ќе го одржиме брифингот со пилотите. Карактеристично е тоа што турските пилоти, односно двата турски ер-трактори и едниот турски хеликоптер, мораат да заминат и рано наутро ќе одлетат од државата поради силните пожари кои што се појавија на територијата на Република Турција. Едноставно, целиот Балкан гори во пламен, пожар има насекаде на Балканот, не само во Македонија. Со повеќе информации се слушаме во текот на утрешниот ден.